88 пензионери 7 дена ќе престојуваат во Дебарските бањи, а 11 пензионери ги исполниле условите за бесплатен туристички викенд. За оваа година предвидено е 88 за банско лечење и понатака рачунаме секоја година да се вршат исклучиво да имаат право пензионерите на банско лекување и така. Од подрачното одделение на Фондот за пензиско инвалидско осигурување од Кичево информираа дека оваа година бил зголемен интересот на пензионерите, при што 300 од нив биле пријавени за бањско-климатска рекреација, а 50 за бесплатен туристички викенд. За приговорите кои ги поднесуваат пензионерите кои не биле избрани, оттаму ги упатуваат да се јават во кол-центарот на ПИОМ во Скопје. Двата проекти се комплетно бесплатни, а изборот на тоа кои пензионери оваа година ќе искористат можноста за бањско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд одлучи меѓуресорската комисија врз основа на повеќе критериуми. Главни критериуми се висината на пензијата и нејзиното време траење, а предност има и лицата корисници на пензија кои што користат и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност или слепило, кои ќе имаат и право на придружник за време на бањско-климатската рекреација. За овие два проекти во буџетот на Министерството за труд и социјална политика за 2017 година обезбедени се финансиски средства во висина од 46 милиони денари. Ова е 8 година откако овие проекти ги спроведува Министерството за труд и социјална политика, а од 2010 година до лани бањско-климатската рекреација ја искористиле 37.193 корисници на пензија, а бесплатен туристички викенд за 2 години искористиле 4.740 пензионери.